Инстант револуција во Белград. Како српското сценарио ќе се рефлектира на релациите со Македонија. Додека Вучич игра шах со меѓународната заедница за Косово, српската опозиција кренали преурането востание. Македонски синдром или македонско сценарио во Србија, триаголникот Скопје, Белград, Приштина, како решение или нова компликација на Балканот. Добра вечер во 24 отворено за вас, почитувани гледачи, и за моите вечерашни гости. Сафет Бишевац, добро вечер, аналитичар, Драгиша Милетич, председател на Српската напредна странка во Македонија. Добра вечер и за вас. Господинот Горан Илиевски, представник на Македонската партија во Србија. Добра вечер и за вас. И аналитичарот Шпетим Љатифи, универзитетски професор. Добра вечер и за вас. Добро дојдовте сите во студиото на телевизија 24. Бишевац, една куса оценка на тоа што се случува во Србија овие денови. Како би го оцениле овие дводневни настани кои што кренаа многу тензија, но исто така и како брзо да се смируваат? Па мислам дека требаше да послужат токму за ова. Зашто и гледаме дека послужи за кревање на прагот, на вниманието кое опозицијата сака да го привлече на себе и на своите протести кои се одвиваат веќе 15 недели. Протестите под мото 1 од 5 милиони се одраз на незадоволството на граѓаните на Србија со состојбата во Србија во овој момент. Тоа веројатно најмногу се чувствува на оние полиња на кои обичниот граѓанин тоа го чувствува, да речеме многу мали плати во земјата, и тука некаде отприлика сме на рамниште со Македонија, по тој слободата на медиумите, каде што имате една тотална практично контрола на медиумскиот простор во Србија од страна на председателот Александар Вучич и визијата како понатаму. Претпоставувам воопшто и слободата на говорот, слободата на општеството, не само на медиумите како таква, создава една пресија врз српското општество, на што ние можеби го чувствувавме наназад. Ние го поминавме тој дел и тој пат го поминавме некако. Согласен. Тоа е делот кој ние го минувавме за време на последните години од владењето на режимот на Никола Груевски и неговата фамилија. На Србија тоа и се случува како некакво одложено действие. Во овој момент, знаете, слободата на говор е малку поширока категорија. Во Србија имате луѓе кои не се плашат јавно да кажат што мислат за владењето на Александар Вучич и јавно да работат против него, се разбира, со политички средства. Кај нас таа страховлада која ја беше наметнал поранешниот режим беше многу поизразена. Вие во Србија можете да зборувате слободно против Александар Вучич, прашањето е колку со таа слобода можете да смените нешта во општеството. Се разбира кога тоа ќе добие димензии и размери како што добиваат протестите, кои се одвиваат веќе 15 недели во повеќе од 100 града во државата, целата ситуација добива поинаков аспект, се буди делот на граѓаните на Србија кои не се задоволни. За жал, во таа категорија, или парадоксално, ги нема најсиромашните слоеви на општеството. Работниците, тие кои работат за 250 или 200 евра минимална плата, не се дел од протестите, туку протестира една Србија која се вика младина на таа држава, протестираат интелектуалците и ми се чини дека полека, но сигурно се урива моќта на Александар Вучич. Милетич, се согласувате ли со оценката дека она што се случува во Србија, во општествена и во демократска смисла, во многу нешта наликува на она што се случуваше и во Македонија изминатите десетина години пред да дојде до смената на власта? Па, знаете што, има сличност, меѓутоа разлика е во тоа што, се согласувам со Бишевац, горе јавно можете да го критикувате председател колку сакате.
Да, но тоа нема да ве пренесе ни Радио Телевизија Србија, ниту некоја од телевизиите кои што се под директна капа на Вучич. Во дебатни мисии, ако сте пратили, има доста луѓе кои го критикуваат. Меѓутоа, ја би рекол една друга работа. Секоја телевизијска куќа има своја уредувачка политика. А колико знам во телевизија Белград не се поставени новинари од Вучич. Тоа е вистина. Значи, секогаш мора да се зборува вистина. Тоа се новинари кои се поставени порано. Што се случува и како се случува, не навлегувам во тој сегмент и зашто се така одвија. Една е констатација. Опозиција е преслаба. Опозиција е раздробена и опозиција не е сложна. Првенствено, тие не може да се сложат кој ќе да биде лидер. Второ, имаме граѓански... но сега оваа реторика ми наликува на поранешната реторика и во Скопје. Да, Груевски не чини, но опозицијата е уште послева. Суштината на проблемот каде лежи? Прво тоа да го детектираме. Дали лежи во владењето на Вучич и дали тоа можеме да го наречеме автократско владење? Не знам како тоа може да се нарече, едноставно од една проста причина. Јас, како Србин во Република Македонија, Српска напредна странка, секогаш ќе да почитува оној преседател кој го избрал народ. Порано беше Тадиќ. Ја не бев со Тадиќ у некоја релација, како што не сам ни со Вучич. Али не сакам да критикувам, тоа е волја на народот. Оној момент кога народ ќе го смени преседателот, тоа е за нас, Србите во Македонија, за почит. Сега за сега, како што гледате, народот не е масовно и уште тоа не е критична маса. Друго, граѓанска иницијатива не ги признава лидерите од опозиција. Тие сами реко, веќе сте видени, бараме нешто ново. Значи, не е само проблем во Вучич, проблем е и во опозициони лидери и затоа тоа е врло тенко и мислим дека е преурането тоа што го направија горе во Белград. Илиевски, вие живеете во Србија и веројатно директно ги чувствувате сите елементи на тоа владење, на овој или на оној начин. Ако вас ве прашаме, како вие би го оцениле? Јас сум роден во Србија и јако добро познавам состојбата во Србија и пратам перманентно и нон-стоп сум на релација Македонија-Србија, сега во изминатиот период повеќе сум време и во Македонија. 15 недели траат протести. Не може да бидат преуранети ако толку дуго траат. Значи, нешто се случува, народот да го изразува своје незадоволство во Србија, говорам за факти, не за свој личен став. И ова не се протести кои ги организира опозиција во Србија, пошто таа е стихиска, и ови протести се од граѓанскиот сектор. Народот излезе на улици во Србија. Протестот се шири во сите други градови, значи одредено незадоволство постои. Иритира и односот кон овие протести, чим некој незадоволство има и тоа се излива на улиците, значи нешто во системот на владење на народот не му одговара. Тоа се факти, тоа сите аналитичари во Србија го знаат. Владење кое го спроведува Вучич, нормално Драгиша нема да биде против тоа, јесте еден автократски систем, јесте една контрола на комплетно сите медиуми, што беше пресликано и од Македонија. Зашто е влезено во РТС? Затоа што едноставно за овие 15 недели протести РТС не известува. Тоа е укратко, значи протестите сега сака опозицијата да се приклучи, да и канализира протестите, jer граѓанско општество не може да настапува без да има допирни тачки со опозиција. Тој контакт со опозиција е многу битен да се успостави. Уколико успеат заедно да настапуваат, да одредат лидер, ипак е потребен лидер, во тоа се сложувам. Без лидер тешко ќе останат овие протести. Некако се добива впечаток дека влегувањето во Радио Телевизија Србија беше стихино и дури без некаква сериозно обмислена намера што после тоа влегување. На некој начин и Джилас и Обрадовиќ го присвоија движењето граѓанско, со што помалку можеби и го делегитимира. Чувствувате ли така? Тачно така беше стихиско, не беше организирано и не знае што. Прво на влегување беше само Бошко, каснije се приклучија и Джилас дојдо покасно, значи не беа тотално организирани.
и се уште мислам дека им фали мало више организација. Лидери на граѓанското општество се непартиски луѓе и тули постои мал јаз измеѓу граѓанските организации кои почнале да протестираат и опозициони партии во овој момент. Господин Латифи, и кога зборуваме за односите на Балканот, неминовно треба да ги споменеме и она што го кажа во најавата. Вучич периодов како да игра шах со меѓународната заедница во делот на релациите со Косово, поради тоа што тој има некакви рокови добиени за тоа што треба да се случува, меѓутоа никој ниту во Србија, ниту однадвор верува дека тоа може да се испорача брзо и ефикасно. Оттаму целиот овој процес во што се случува сега во Србија, според многумина, е процес што ќе трае долго. Што мислите ви? Не знам колку долго ќе трае. Вистина е дека регионов и Балканот можеби по прв пат се надевам нема да претерам ако се навратиме во поновата или современата историја на Балканот, а тоа е ако се навратиме назад од Балканските војни, Првата светска војна и Втората светска војна, има по прв пат идеална шанса народите да се помират меѓу себе и да заеднички работат и гледат кон иднината. Значи, ова е прва една таква шанса каде што соседите ги решаваат своите проблеми. Го реши проблемот со Грција, Македонија, ги решаваат проблемите почнувајќи од Словенија, Хрватска, регионот се интегрира во НАТО, во Европска унија, така што мислам дека ова се последните коцки од мозаикот со Србија и Косово, секако и интегрирањето на Босна и Херцеговина во евроатлантските структури, да навистина целиот регион почне да размисли, да работи за својата пред се иднина во економски и социјален смисол на зборот, а не меѓу државни и меѓуетнички препукувања. Јас се согласувам дека протестите кои што траат веќе влегуваат во четвртиот месец во Србија, секако резултат и последица од недостатокот и дефицитот на демократскиот капацитет на власта и режимот во Србија. Исто така, за разлика од тука, можеби несреќна околност за оние кои што посакуваат власта да падне, е дека Вучич е многу посилен од останатите партии и се согласувам, факт е дека протестите таму ги иницираат граѓаните и невладиниот сектор повеќе отколку самите политички партии од опозицијата. Меѓутоа, интересно е да се следи и моментот и пристапувањето кон решавањето на проблемот со Косово од страна на Србија. Се уште, лично моје мислење е дека Западот и Германија и Европска унија генерално и Соединетите држави мислам дека гледаат во Вучич како клучен фактор кон решавање на прашањето со Косово. Неговите изјави постојано во изминатиот период и во последниот период одат во насока на тоа дека решение треба да се најде за Косово, дека да, позицијата на Србија е подобрена во споредба со било кога последните 20 години, меѓутоа дека на крајот на краиштата сепак Косово е таму, реалност, држава е, иако он тоа не го кажува, меѓутоа таму оди целиот негов дискурс и при посетата сега во Турција и при останатите средби што ги има, иако нормално има и односи со Русија. Меѓутоа, мислам дека Западот се уште во него гледа како клучен фактор за решавање на горливиот проблем со Косово. Оттаму мислите дека не е дојден моментот на некаков меѓународен, посилно меѓународно вклучување во делегитимирање на неговата власт, например? Мислам дека се уште он троши дел од неговиот кредит, кој што го има добиено не само од народот и легитимитетот од народот, без разлика и притисоците и начинот како се стига до победата и узурпацијата скоро целосна на медиумите и медиумскиот простор. Вистина е дека откако почна протестите во јавниот сервис, па и дел од медиумите, Пинк и така натаму, значи воопшто нема лидери од опозицијата, не ги канат. Тоа само по себе говори, значи Вучич беше министер за информирање во времето кога Милошевиќ беше ја водеше Србија, така што сето тоа не му е перфектно јасно и знае како да го изведе. Меѓутоа, сега за сега
со едно затворено око му прогледуваат низ прсти на Вучич, се Тоа додека многу- има надеж дека да. он ќе биде клучот за решавање Тоа на многу проблемот. години се случуваше и во Македонија. Долги години меѓународната заедница го грантираше Груевски со полупозитивни или недоволно негативни извештаи за тоа што се случува во земјата, во очекување дека ќе го реши спорот со Грција, но тоа не се случи. Зошто сега мислиме дека Вучич би го направил решавањето на тој горчлив проблем за србите и за Србија, а видовме дека овде тоа не се случило? Или можеби некоја поука ќе извлече од ова што се случуваше овде? Бишевец? Младен, несомнено е дека договорот што сега веќе Северна Македонија го постигна со Грција за решавање на тој повеќе деценијски спор, сега е практично жежо костен во рацете на Вучич. Заев и Ципрас покажа дека и најтешките проблеми можат да се решаваат ако се пристапи на правилен начин. Тоа не е секогаш, секако, компромисот никогаш не е најдоброто решение за едната страна, туку едноставно и добивате и губите, по тоа е суштината на компромисот. И мислам дека на еден таков компромис е подготвен сега и Александар Вучич, но не сум сигурен дали атмосферата во Србија е таква за да тргне во барем според најавите, некаква размена на територии кое се нуди како решение. Дали е тоа најдоброто решение? Што исто така е опасна теза. Така е, затоа што Вучич во таа ситуација ќе сака да си го компензира делот на друго место. Другото место каде што тоа може да го направи и каде што има добра почва за тоа е Босна и Херцеговина, односно Република Српска и Додик како лидер на босанските срби. Значи, он има ситуација во која се обидува сега да игра шах со меѓународната заедница, но писмата на Трамп и до Тачи и до Вучич, во која ги охрабрува да постигне договор за да ги покани како гости во Белата куќа во Америка, укажува дека се работи сериозно на тој проект. И тој проект практично има некакви контури за кои се разбира јавноста не ги знае деталите, но факт е дека постои. Она што јас не можам да го разберам е невклучувањето на српската опозиција во подготовка за решавање на тој спор. Бидејќи тие на целото општество, претпоставувам. не сум сигурен дека целото општество, бидејќи општеството е веќе практично подготвено да расчисти еднаш за секогаш еден крупен проблем. Јавноста во Србија е подготвена. Не зборувам сега јас тука за десното националистичко, клерофашистичко крило во Србија, каде што Косово е колевка Србија и вие тоа не можете да го промените. Но мислам дека јавноста во Србија, барем она јавност за која Зоран Џинџич практично се залагаше, за една европска Србија, за србите како граѓани на модерна Европа, е подготвена за едно такво решение. Ова што почнав да го кажам, мене ме зачуди фактот дека дали поради затвореноста на Вучич, бидејќи јас колку што успеав да разберам, косовското прашање со години не е ставено на дневен ред на српскиот парламент. Замислете, клучна работа практично за еднината на Србија во овој момент, Вучич не дозволува воопшто да се најде пред пратениците за да се разговара отворено за сите проблеми за кои тоа решение би довело. Но тука веќе, пред малку Милетич кажа, тука веќе се гледа апсолутизмот, фараонското владење на Александар Вучич. Значи, таму, буквално, проблемите во местната заедница се решаваат со телефон на Александар Вучич. Тој е човекот кој е председател, кој е премиер, кој е министер за одбрана, кој е шеф на пратеничка група, кој е јавен обвинител, кој е судија, кој е председател на местна заедница. Добро. Милетич, некако целото ова обстојување на власт на Вучич сега се врти околу решавање или нерешавање на косовското прашање. Како вие ја оценувате можноста тоа да се реши веројатно во кусорок, бидејќи и овие писма на Трамп и односот на меѓународната заедница и на Европската унија и кон Тачи и кон Вучич покажуваат дека не станува збор за
години на чекање, туку веројатно станува збор за месеци кои што треба да доведат до некако решение. Видите што е. Прво, за да направим една паралела, во почеток Заев имаше страховито голем проблем и имаше притисок од граѓаните и јавноста, па дури и од интелектуална фела. Смогна храброст да го реши еден проблем кој можеше да го кошта и многу скапо. Меѓутоа, човек кога е решен да реши еден проблем, има храброст да го реши, се решава. Ни на Ципрас не му беше лесно. Меѓутоа, ево, како што види, се решава све. Исто и овој проблем мора да биде решен, за разлика од други председатели, и Вучич показа храброст да каже мора да се реши проблем со Косово. Мора еднаш да се затвори то прашање. Njemu е сосема јасно. Од дотле се согласувам со господин, од дотле и црпи тој легитимитет од Европа и од Америка, затоа што е спреман да направи некој компромис, да дојде до некој компромис. Меѓутоа, то ако сака Европа да реши, може на врло едноставен начин. Сите тие останати балкански држави да ги прими во Европска унија и тогаш граница е ирелевантна. Нема никаков проблем за граница. Овде друг проблем кој го кочи Вучич и кој кочи Србија и Србите, тоа е Северна Митровица, каде што живее веćinско српско живље. Ту е главен и клучен проблем, но со диалог се решава све и мора да се заврши, така да то повикување во Бела куќа сигурно ќе да биде со рок и со охрабрување и на Вучич и на Тачи. После тоа сигурно има да биде тешко. Или за еден, или за друг, ако се држат во своји ровови. Вучич нагласи да никаков проблем нема, меѓутоа тие такси што се наметнати од 100% за сега е Приштина во минус. Има критика од меѓународна заедница, има критика од Косово. Добро, претпоставувам дека и тие такси се дел од некоја преговарачка тактика на Приштина во делот на то не е проблем со Србија. тактика, али тактика не сме да трпи обичен граѓанин. Па функционираат дивите премини, така да робата веројатно оди на друг начин сега, бидејќи луѓето се снаоѓаат секогаш при такви Ама ако отвориме и таа тема кој се богати, онда ќе да биде јасно кој се богати од една страна, кој се богати од друга, мислим. Сосема е јасно и тоа е део од една прича кој го иритира народот. Илиевски, каква е спремноста во Србија за решавање на ова прашање и кои се тие контури кои што може да бидат прифатливи? Па по мене Вучич имаше доволно време да го реши овој проблем, изминатите 6 години, не го реши. Значи, више и Европска унија и големи сили више се при крајна доверба на Вучич да и како ќе го реши проблемот. Тој најавуваше дека на посета на Косово ќе изложи идеја како да се реши проблемот, сите очекува и новинари да го изнесе својот план, тој план не го изнесе. Кој е план на Вучич? Тачно е, во собрание никогаш не влезе таа тема, зашто не е дава, тоа само тој знае. Дали воопшто има план е големо прашање. Тој се повикува кога од српската заедница на Косово сака да излезат од сите институции, почекајте да видиме со Кина. Многу несериозно сега Кина да ви каже дали излезете од институциите на Косово. Значи не може Кина и Русија и Америка да ви го решат проблемот. Тоа ќе биде лошо решение. Ако тие го решат, тоа нема да биде прихватливо ни за една ни за друга страна. Тоа ќе биде наметнато решение. Во моментот се покажа, као што Македонија 20 и неколку години не можеше да го реши спорот со Грција, затоа што преговарачите не беа способни да го решат. Како се реши кога дојде Заев и Ципрас? За неполни 2 години проблемот се реши. Тоа беше Гордиев чвор, а се реши со двете страни. Преговарачот Метју Нимиц не можеше да го реши затоа што сакаше да наметне некое решение. Со наметнување на решение од Америка, од една страна и Русија од Кина, тој проблем нема да се реши. Добро, вие мислите дека Вучич ќе одолговлекува со решавање? Па тој нема идеја да го реши. Ако го реши погрешно проблемот, тек тогаш протестите ќе кулминираат и тој отиде од власта. Желба да се остане на власта е да овој конфликт остане замрзнат како што и е. И тоа се случува. Во моментот ми имаме замрзнување на еден конфликт. Немаме решавање. Само кулминираат проблемите.
Тој сега оди со екстремни закани. Гадно е што надворешна и внатрешна политика на Вучиć ќе водат 5 парачки таблоиди. И еден Вулин кој дава изјави и кон Македонија, и кон Косово, ако ведире некој Мијецеве, спаси ме. Тоа рече и Милошевиќ, тоа беше погубна политика. Нико вас не сме да бие. Така не се решава проблем. Мислам дека во моментот овие структури кои се на власт и во Косово и во Србија не може да го решат проблемот. Тачи и Вучиć не се спремни да го решат овој проблемот и чекат некоја идеја која ќе им дојде од Америка или од Русија и Кина. Не знам како Кина може да го реши проблемот со кој не е ни интересира, нити е тангетира воопшто. Кина, кога не е запознаена со сите детали на овој проблем, очекувате да ве поддржи Кина и Русија. Тоа е како деца кога се сваѓаат и вика, мој тата ќе да ти реши проблем. Не може некој друг да го реши проблемот. Овие сега, во моментот, структури кои владеат со Србија и Косово, овој проблем едноставно покажува дека не може да го реши. Како што кажа претходно Љатифи, моментумот на решавање на споровите на Балканот веројатно е пред нас. И тој веројатно ќе трае на следниве месеци или нареднава година, за да можат да се затворат сите овие прашања по некаков урнек на ова што го направија Заев и Ципрас. Зарем на Вучиć тоа не му е јасно? Па јасно му е, ама како год да го реши проблемот, ќе биде незадоволна страна. Решавање проблем и компромис и од една и од друга страна. Во овој момент ниту една ниту друга страна не се спремни на компромиси. Се работи со многу поголеми компромиси него што ги направија и отстапки и Македонија и Грција. Бидејќи ќе треба размена некаква на територија и територијална поделба? Најлошо е тоа сценарио ако некој од големи центри на моќ го реши овој проблемот. Ќе биде незадоволство и на едни и на други. Љатифи, во која насока може да се движи решавањето на овој спор? После ќе ајде повелете Милетич па ќе да реплицира па Љатифи. Поготово што го прозивате министар Вулин. Министар Вулин е должен да го заштити народ. Знаете зошто? Ако се прети од една страна, нормална е таа реакција. Најдобро е да не се прети, најдобро е да се седне, најдобро е да се седне и да се зборува, ако треба и 2 години и 3 години да се изнајде решение. Претња од една страна предизвикува реакција и од друга страна. Секој е забринут за своите граѓани. Србија зошто постои? Да ги заштити своите граѓани. Но граѓани на Србија се и оние што протестираат и оние што не протестираат. Да, али тие граѓани, дали сте приметили, опозиција протестира со тој проблем што вика Вучиć ќе го прода Косово. Демек тие ќе го спасат Косово, ќе го задржат. Ту опозиција исто губи. Не можеш да задржиш ништо ако немаш проблем. Затоа што може да изгубиш и повеќе. Сакате да кажете, опозицијата нема ни фокус на протестите, бидејќи да, точно е вечерта се скандираше на полицијата одете на Косово и така натаму, што излегува од оној демократски елемент кој што требаше да провее. Така, врло погрешни одлуки донесува опозиција и се понаша незрело. Значи нема стожер, нема лидер, тоа се согласувам, лидер кој, како да ви кажем, кој не е извикан, лидер кој е чист. Добро. Сите се тие видени и се окривуваат ради криминал, ради ова. Да се вратиме сега на ова што го загатнавме во односите Приштина-Белград и секако и целиот регион. Во која насока би можело да се движи решавањето на тој спор, Љатифи? Видите, за да се направи и една опозиција на Вучиć и да се разгледаат и алтернативите кои се за решавање на прашањето со Косово, треба исто така да се има предвиди кои се политичките актери сега во моментот во српската опозиција, кои што би можеле да понудат некакви решенија. И при тоа имаме доста хетерогена структура на партиите, кои што мислам дека добро функционираат се додека се во опозиција. Не сум сигурен дека така би функционирале и кога би дошле на власт, особено затоа што имаме тука од либерали до ултранационалисти. Значи, ние во моментот го зборуваме председателот на Двери, Обрадовиќ, кој што влезе во РТС и велиме дека еве народот протестира заедно со него. Значи, ако согледаме програмата на неговата партија, всушност он има неколку клучни работи кои што се во директна колизија со европските трендови и со трендовите кои што се во регионот. Значи, да не ги збориме правата на ЛГБТ заедницата, меѓутоа главно
на 20 годишнината од неговото од постојањето на неговата партија, он вели успех за неговата партија е тоа што останала жива и заживеала уште повеќе идејата на светосавскиот национализам, нешто што не беше многу присутен, особено во времето на Југославија и во времето на комунизмот. Така што, кога велиме кој од кого е по-националист, треба да се пазиме, бидејќи секогаш има позади завесата некој кој што може да е поголем националист. Сега ние разговараме за кој го има потенцијалот и капацитетот да го реши проблемот. Јас се согласувам дека на Вучич нема да му се даде неограничено време. Вистина е дека помина неколку повеќе години, 5-6 години, и решението на тој спор, на прашањето за Косово, кој што мора да признаеме дека за двата народа не е лесно, особено после војната, помина 20 години и долг пат се изоде од тогаш. Разговорите кои што се одвиваат во Брисел, средбите кои што ги имаат, нормално беа незамисливи веднаш после војната. Он мислам дека тоа му е малку за внатрешна употреба, реторика спрема народот, дека сега позицијата на Србија е подобрена и зајакнета и затоа он сега има најдобра шанса да издвои најдобар договор, а никој до сега и после него, кога би го оставил тој проблемот нерешен, не би можел да го реши. Јас се согласувам дека проблемите треба да се решат. На ова веќе протекоа и неколку идеи во јавноста, без разлика колку тие предлози се реални, меѓутоа веќе јавно се зборува за одредени можни решенија. Ја не се согласувам дека проблемите во Балканот треба да ги решат балканските народи. Тоа би било идеално ако може да го направат. Но кога ние сме покажале дека без меѓународно посредништво и без големите сили, кои што ни се во исто време, за сета наша среќа и наши партнери, ни помагаа да ги решаваме тие проблеми. Сепак, решението на проблемот на Северна Македонија со Грција беше подпомогната низ сите години и од Обединетите нации, и од Европската Унија, и од Германија и така натаму. Значи, сите дадоа свој импулс. Ја не верувам дека сами можевме проблемот да го решиме. Исто така, не верувам дека проблемот помеѓу двете држави, Косово и Србија, може да се реши без посредништво. Дури, ако сакате да одам и чекор понапред, верувам дека од кога сега би почнале двете држави да преговараат, тие преговори би траеле со години, може и децении. Бидејќи толку има детали тука и толку има игри и задкулисни работи, па кој на кого што му попушти, не му попушти, мислам дека многу е неизводливо решение при такви услови. Затоа мислам дека рамката повеќе ќе се даде и таа во стилот ќе биде прифати или отфрли. Но долги години на Балканот се заговараше принципот на неменливост на границите. Тоа беше еден од клучните принципи кои што го промовираше меѓународната заедница како своја политика на Балканот, токму поради опасноста дека секоја промена на границите може да води кон нови делби. Така е. И дали сега може да се отстапи од тој принцип? Чувствувате ли таква нијанса во односот на меѓународната заедница и кон Приштина и кон Белград кога разговараат со нив? Видите, растурањето на Југославија кога почна, принципот на неменување на границите беше многу битен, важен принцип, кој што мораше да се потенцира постојано поради големо српските, големо и од останатите држави. Значи, секоја држава има претензија некаква према друга. Ако ги прашаме македонците, имаме право да се грижиме за и имотите во Грција. Ако ги прашаме исто албанците за Грција, делот од Чамарија. Црна Гора исто така. Значи, тоа е една пандорина кутија која што ако се отвори, познавајќи ги капацитетите за деструктивност на балканските народи, секогаш може да оди во недоглед. Добро, меѓутоа, како ќе принудите Србија да го признае Косово ако не добија нешто за возврат? Токму тоа и сакам да кажам. Меѓутоа, во случајов, ние имаме еден став кој што доаѓа од Соединетите држави, кој што вели
се што е прифатливо за странките е прифатливо и за нас. Така што ако при тоа двете држави даваат гаранција дека ние се договоривме за корекција одредена на одредени територии, лево-десно, дел Србија, дел Косово, при тоа истите да гарантираат и во меѓународно присуство, значи да гарантираат дека понатака никоја од државите нема да има на тамошни претензии према било која територија од останатите држави, дека тоа но било кој тоа ќе го гарантира Бишевац Евес, да речеме, во Босна и Херцеговина, па дури и во идната членка на НАТО Македонија, ако дојде до промена на границите сега? Не случајно преска реков дека таа евентуална корекција на граници Вучич и Србија ќе се обидат да ја надоместат со проблематизирање на границите на Босна. Тоа сега изгледа невозможно, но во суштина, ако ви е тоа целта, тоа можете да го постигнете на различни начини. Тоа е едната работа. Мене во дискусијата Љатифи тоа навистина пластично убаво го образлучи. Навистина е работава ако ние 20 се договориме, нема да се биде против. Нема зашто да бидат против. Но проблемот е на Вучич поинаков, барем според мене. Драгиша Милетич вели дека опозицијата нема вистински лидер. Јас па не мислам дека овие работи се решаваат само со лидер. Мислам дека многу по-практично и по-целисходно е вистинското функционирање на институциите во државата. Вие во Србија во овој момент го имате Александар Вучич, кој е политичко дете на Војслав Шешелј, кој е министер за информации во владата на Слободан Милошевиќ. Имате една практично магистрална поврзаност на таквата националистичка политика, која сега има поинаква обланда, но во суштина е тоа, бидејќи еден ден по тие некои протести, целиот државен врв оди кај српскиот патриарх да му ја објасни ситуацијата по усвојувањето на платформата. Замислете до каде иде таа работа. Тој лидершип иде да бара благослов од црквата, од патриархот за својата политика. Не може да се отргне од тоа. Тоа е едниот проблем на Вучич. Проблемот со опозицијата, јас не го гледам во тоа што тие немаат лидер. Точно е дека дел од опозиционите лидери го изгубија кредибилитетот, бидејќи по убиството на Џинџич, кој за волја на вистината не е Вучич тој кој прв сака да го реши проблемот на Косово, туку Зоран Џинџич. И веројатно во таквите заложби треба да се бараат една од причините за неговата ликвидација во суштина, бидејќи тоа клеронационалистичко крило во Србија се уште многу јако, со огромно влијание на црквата и на државата, практично. И не мислам дека проблемот е што немаат лидер. Тие во овој момент всушност не може да се договорат околу тоа како да се реши проблемот на Косово. Во документот го усвојуваат, имате еден документ, договор за Србија, договор со граѓаните за Србија. Значи тоа е повторување на нешто што веќе го направија после 5 октомври со владата на ДОС, но во тој документ не стојат клучните работи. Косово, НАТО, ЕУ. Мислам дека нивниот пат во овој момент, барем од тоа што јас го следам, е некакво реставрирање на нормална европска држава со тоа што ќе се изградат вистински ќе се градат институциите во Србија. Парламентот да биде вистински парламент. Тоа е долг процес, премногу долг процес за она што треба да се случува во побрза иднина. Младен, многу слична ситуација имавме овде. Ако само малку по-детално ги следите. Никола Груевски правеше во Вардар Гали. Александар Вучич на Калимегдан ќе прави Галија. Антиквизацијата проект на Никола Груевски, Београд на води проект на Александар Вучич. Тој мегаломански пристап во националното практично го имаме на дело и сега во Србија. Сакам да кажам, во изминатите неколку години Србија е под авторитарно, ако сакате дури и апсолутистичко владење на Александар Вучич. Се создава режим. Тој режим вие не можете преку ноќ. Гледате колку е тешко на Македонија
Сега не го правдам Зоран Заев, помина, да речеме, 2 години. Ние немаме практично ни Р од потребните реформи. Прашање на политичка волја, не сакам да верувам дека ние немаме волја овде за политички, економски и други реформи. Но проблемот е друг. Имаме ли знаење? Имаме ли вистински луѓе на вистински места и дали на вистина сакаме тие работи да ги поставиме на начин на кој се поставени во нормалните цивилизацијски земји? Не е тоа страшна работа судот да одлучува за правдата, Министерството за транспорт, да немате волја на еден човек. Сакате да кажете дека заминувањето на Вучич, евентуалното заминување од власт, е процес кој ќе трае можда и наредните 2, 3 или 4 години, па дури и без разлика на тоа како и дали ќе се решава прашањето со Косово. Значи, Александар Вучич го достигна максимумот. Пикот е достигнат. Тој од сега па натаму ќе паѓа. Овие протести и настаните од последниве 2-3 дена сериозно го нарушија имиджот на неговото владење, го нарушија системот. И тој процес е тргнат надолу. Што тука опозицијата имаше јасна цел кога се уриваше владата на Никола Груевски после бомбите од 2015-та натаму, имаше многу јасна цел и многу јасно определени насоки и траектори на движење. Опозицијата во Србија се чини ги нема детерминирано главните цели. Не ги гледаме, не е така. Клучното барање на српската опозиција сега не се избори или заминување на Александар Вучич од власта, бидејќи знаат дека тоа невозможно. Тоа е колку да се каже. Клучното барање е фер и слободни демократски избори во државата. Истото што го бараше Заев. Така е, тргнете од тоа беше клучното барање на тогашната опозиција. Фер и слободни демократски избори со слобода на медиумите. Вие ако не можете ниеден од лидерот на српската опозиција да добие 2 минути во централниот дневник на РТС, за каква слобода зборите? Би можеле ли дел од македонските прилики да бидат пример за тоа како би се одвивале работите во Србија и тоа македонско сценарио што постојано го повторува Вучич, па и министерот за полиција, они го споменуваат во негативна насока, да биде пример за тоа како понатаму ќе се развиваат релациите во Србија. Да им ја позајмиме куќата во пржино, ако треба. Знаете, што? Сака прво да се навратиме. Решавање, што е клучно, решавање е проблем помеѓу Белград и Приштина. Се согласувам со професорот. Ние може да се договориме, него ако то аминуваат големи сили, Америка и Русија, пак ќе си гледат они своји интереси. Можете се ви договарате колку сакате. Ако тие не аминуваат, друга реторика, договорите се, еве ви рака, а секој ќе си добие инструкција што треба да направи. Значи нема без големи сили, нема решавање на проблем. Не може вечето Србија само да се укривува национализам. Сите друго околу Србија се светци. Видите вие колку критики само добива премиерот на Косово, Харадинај. Додека тачи иде на еден помилив тон, во смисол треба да се настават преговори, треба да се сипне такса, он гази чврсто. Не е тоа уопште не е решење и све додека тој чврст став стои, нема проблеми, нема сила која може да ги натера, само едноставно може да ги гурне во конфликт. Мислим да Вучич е доволно искусен, још како млад човек влезе во политика, да не треба да игра и да наседнува на тие варијанти. Мора да игра на сосема друга карта. Ево видите што се случува поради тие непромишлени такси. Сега имате многу држави кои повлекуваат признание на Косово. И то сега си нормално српска политика зима као... Не ќе баш да е поради таксите, дека го повлекуваат, сега да не... Таман работа, да. Во ред, и тоа е се грижат за и тоа е една... Добро, сега вие можете да гледате на тоа како сакате фактија дека Србија си работи дипломатски, односно, во ракавици подземно навраќање и поништување на дел од тие признанија од своји интереси. За мене и легитимно тие имаат право да се борат за начинот на кој мислат да се борат, но не можат да мислат дека со таквата политика па нема да предизвикаат реакција на другата страна.
I Pa to to je je проблематично. Така да To je легитимно isto- е едното и другото. Мислам дека isto во овој problem. момент сега се создаваат, право е професорот Летив, се создаваат практично преговарачки позиции. To je istиот problem i se искусен, загрозуваат. дека е искусен и школуван политичар, но ако е тоа школата на Милошевиќ и на Шешелј, тогаш не верувам дека тоа може да води кон некаква добра Верувајте, солуција за немаше да го Балкан. прифати Европа и Америка ако е таа школа. Секој политичар еволюира. Разбирате? Со искуство тој и се добија со одредени, како да кажем, со одредена флексибилност. Јасно му е на Вучич до каде може. Јасно му е на Тачи Харединај до каде може. Ама постои и една граница која јасно ќе да даде и Европа и Америка. Сега, што Русија застанува за ова страна, и тоа е нормално, секоја суперсила гледа да доминира. Вештина на еден државник и на еден политичар е за да се провлече помеѓу тие двете големи сили и да повлече прав потез. Мене е сосема кој ќе да биде председател, дали ќе да падне, дали ќе остане, тоа ќе го каже народот. Али још увек, еве, толку критики, али још увек Вучич има страшно големо упориште кај народ и привлече многу страни инвестиции. Проблем е зошто е тоа така. Многу страни инвестиции. Толку има влијание што мора на митинзи, например, во Бачка Паланка да носи по 70-80 автобуси од Белград. Тој филм е веќе виден. Немојте со тоа. Знаете што? Дајте му на народот фер шанса да гласа, дајте и на опозицијата фер пристап до медиумите, па тогаш ако победите можете да кажете да, народот одлучи. Немојте. Имате пример, вие лично имате овде искуство од Јас сум странка која припаѓа во Република Македонија и која застаде каде што е и господин Заев, а вие знаете каква... Добро, сега јас не морам да се согласам со господин Заев околу тоа дали сте требале да бидете дел од тоа друштво или не. Тоа е проблем на Заев, не е мој. Не мораме да се согласиме. Факт е дека ако збориме за српската опозиција, дека е од крајна левица до екстремна десница, какви што се радикалите на Шешелј, ми се чини дека заради потребата од ова што се случуваше на оваа територија, Зоран Заев привлече или повлече партии кои во никој случај не припаѓаа, да речеме, во едно друштво на социјалдемократско опружување и ова. И кокетирањето со тврди национални или националистички партии не му оди во прилог, меѓутоа тоа е негова работа. Јас не сум платен да го советувам, но велам дека тоа не мора секогаш да биде ни добро, ни само добро, а секогаш може да носи негативни поени. Илиевски, повелете? Не се согласувам едноставно. Ако некој прифаќа нечија идеја, може да биде и левица и десница, нормално да биде екстремна десница, ако е таа идеја добра, онда зошто да нема и леви, и десни, и центар? Треба да има и леви и десни. Но треба да ги има и на начин како што ги имаше во Германија, кога интересот на државата е во прашање. Се седнува и двете страни, социјалдемократите и конзервативците на Меркел, прават коалицијски договор во детали на 500 страни. Тогаш е тоа добро. А иначе вие, ако ви е во трката, например, министер за војска во владата на Вучич е Вулин, крајна левица. Така? Да. Вучич е па крајна десница. Не е крајна десница, учи умерена десница, Тој е народ. Е поуморен од Шешелј кој му е политички татко, мислам. Во ред, имате право да мислите така, јас не спорам со вашето право да мислите. Но дозволете дека тоа е фактот. Од што се откажа? Нови простори се е можно на Балканот и крајна левица и крајна десница да прават, и тоа е докажано више, и таа е неозбилност во политика, што се справува со само лични интерес. Како е од градење на институции толку важна? Да имаме здрави институции, да имаме здрава држава. Дали некој ќе биде левица на власт или десница на власт, државата мора да се функционира како што треба да се функционира. Тоа е целата. Мене не ми е јасно зошто толку се поддржува, дали се поддржува од некој центри, например. Дали ќе некој Ептен го поддржава Вучич или Ептен не поддржава опозиција. Што проблем е тоа? Ние да гледаме да решаваме наши работи овде.
A što će da bide gore? Normalno, ja sam državljanin Srbije i strašno se interesujem. Međutim, ja živim u Dobro, to Republika... не значи дека ние не смееме да дебатираме за односите во соседството, затоа што тие најпосле контактираат целиот регион. Не, гледам Добро, ви пристрасно. благодарам. Илиевски, ајде малку не се за... сложувам со Драгиша Милетиć. Македонија се гледа своји работи. И овој изразот македонско сценарио кој го користи сега. Македонија си гледа своји работи, но Србија ја внесува Македонија во нејзините работи постојано реторички барем. Управо така, да. Зошто би сакал да го дефинирам поимот македонско сценарио, кој во последно време многу го експлоатираат и Вучиć и неговите соработници. Што е македонско сценарио? 27. април. Кој го правеше сценарио? Имаше ли сценарио? Имаше. Последните денови тоа сценарио е обелодането во судските институции. Тачно се знае што беше и беше сценарио, ал кој го правеше? Го правеше ВМРО. То овде во судска постапка транспарентно е докажано. Што сега му служи македонско сценарио на Вучиć? Да го плаши сопствениот народ со некој македонско сценарио? Остави не на рад као Македонија. Не ти се мешаме во работата. За работата. македонско сценарио не мисли на 27. април, туку мисли на целиот процес на демонтирање на владата и режимот на Никола Груевски. И тоа е неговата идеја, за тоа зборува со тој наратив и претпоставувам дека во таа насока се обидува да ја индоктринира и јавноста во Србија, дека ќе се може би инсталира некаква квислишка власт која што ќе ги предаде националните интереси, како што постоеше наратив претходно за тука. Тука е делот на она што го зборува Вучиć и неговата влада и пропагандата во Србија. Не, 27. април е директно поврзан со македонското сценарио и во Србија тако е представувано. Тој е упад во собрание кој и српската телевизија сакаше да го оправда. Дека народот влегол во собрание, значи директно 28. имаше уживо емисија и сака да го оправда дека тоа беше народ, да се деси 5. октобар во Македонија. Не беше тоа народ. Тоа сега се докажа дека беа организирани криминалци, подпомогнати и од бившиот режим, директно и од УБК, и од полиција, и затоа се и процесуирани тие казни. Значи да се стави дистанца и више да не го спомнува тоа македонско сценарио. Тоа не може во Србија ни да им помогне, ни да им одмогне. Македонија јасно завзема став. Решите го проблем со Косово, како god да го решите на задоволство на Србија и Косово, ми апсолутно ќе го прифатиме. И тоа е крај више. Не сакаме да се вмешуваме више во тие работи. Тоа е проблем на Србија и Србија мора да го Добро, реши. зашто тогаш постојано се потенцира тоа македонско сценарио во Па се дефокусира Србија? проблемот кој го има со Косово. Во моментот со Косово нема преговори. Зашто? Конфликтот е замрзнат. Кој го замрзна? Двете страни. За преговори треба да имате добри преговарачи и од една и од друга страна. Тоа заев го покажат со Ципрас. Се створија услови затоа што има компетентни луѓе и на една и на друга страна. И е решен спорот. Гортиев јазол кој 25 години никој не можеше да го реши, е решен затоа што се тргна и од една и од другата страна јазолот. Се реши. И тоа Европа го знае и го цени. И тоа треба да биде сега патоказ и на Србија. Како да го реши? Србија тешко ќе го реши проблемот на Косово. Косово и ден денес е составен дел на Србија по резолуција 1244, која е ипак од Обединените нации, и Србија нема да го дае Косово. Кој год начин да покуша да го реши било која влада во Србија, таа ќе падне на проблемот на Косово. Лјатифи, во делот... Може, само се извинувам. За што сакате да зборувате? За да кажем, од каде извинувам. Видите како е, што се, ево у Србија, што се базира. Например, зошто Ѓилас беше во Кајзаев. Ја не гледам проблем. Секој лидер има право да си дојде. И премиерка утре на Србија званична да дојде, ќе биде примена заев. Меѓутоа се земја за зло Башановиќ, кој е саветник, и Саша Мирковиќ, се вика дека Саша Мирковиќ не е саветник. Уопште не е човек саветник и се спомнува Ерик Брнц. Тоа е оно што некој пласира, од овде пласира, значи се пласира од овде. Дали е тоа од обкружење на Заев, или е тоа цела хајка смишлена да се прави завера во Македонија. Тоа го збунува народот и горе, и тоа се упорно пласира горе да е завера во Македонија се прави завера за да се турне Александар Вучиć од власт. Тоа е малку дури и како да кажам, смешно. Многу едноставно. Секој режим, па и режимот на Александар Вучиć, во своето обстојување и бетонирање, игра на картата на внатрешни и надворешни непријатели. Тоа е суштина, тоа е еден од клучните постулати за секој режим. Мора да произведувате непријатели кои ќе бидат фиктивна опасност за оние, за вашите поданици, граѓани. Како сакате?
Тоа е едната работа. Второ, се разбира дека Вучич пред се преку Вулин и компанија ќе ја напаѓа Македонија. Бидејќи, како што реков, таа стана модел за решавање на проблемите. Тој модел во овој момент на Вучич не му одговара. Во овој момент не му одговара. Мисли дека се уште има шанса поинаку да го реши проблемот. Јас не сум убеден, тоа прашање е завршено. Косово си е независна држава веќе повеќе од 10 години, така да тоа тука враќање назад тешко. Тешко, без голем судир, тешко. А не мислам дека некој ќе дозволи судир, повторен судир на овие територии. Така што не мислам дека е случајно ни појавувањето на поранишен директор на БИА на протестите на 27 април во Собранието на Република Македонија. Тоа не е случајна работа. Тоа е крупна работа. Не ми текнува името на Живалевиќ. Така е. Второ, сега Вулин вика дека наместо Будимпешта, сега екипата која треба демек да го урива режимот или власта во Србија се оперира од Скопје. Тоа не се пријателски пораки кон Скопје. Но не мислам дека е нешто повеќе од практично барање на непријатели, на дворешни, кои наводно го ја загрузуваат власта во Србија. Барат изговор. Што мислите вие за овој дел од реториката насочена од Белград кон Скопје? Добро, тоа е очекувано. Они си создаваат атмосфера внатре спрема своите поддржувачи дека проблемот се увезува. Да подсетам пред реториката, односно синтагмата македонско сценарио, Вучич ја користеше синтагмата украинско сценарио, доека беше Украина се уште интересна за третирање. Не на нас. Мислам дека и на Вучич тоа му е јасно дека нема врска тоа, дека не Македонија, никој друг нема да увезе проблем, ниту во Србија, ниту било каде, доколку самите ние не ги создаваме проблемите. Се уште верувам дека он е ставен во позиција да дојде до решение, меѓутоа сака да најде начин како решението да го пласира подобро спрема својот народ, гласачите и да остане политички жив и да не го доживуваат како предавник. Може би малку повеќе верувам од што самата реалност кажува, меѓутоа мислам дека роковите се кратки за сите ние во брзо време да се увериме дали тоа било така или не. Инаку, генерално, исто така една несрекна околност, и тоа не само за Србија, за целиот регион може би важи, е што над 20 години, може и 30 години, исти политички фигури ги имаме на власт или опозиција кои што чекаат да доаѓаат на власт. И тука не само Србија, значи имаме и случајот со Црна Гора, го имаме случајот со Албанија, го имаме случајот со Косово. Значи еве ќе зборувам и за премиерот на Албанија од колку 18-19 години, он 90% од времето е власт. Лидерот на опозицијата од 5-16 години, повеќе од 60-70% од времето е на власт. Дали во градот, дали... И тоа се повторува. Во Косово ги имаме истите лидери. Сигурен сум дека младата публика не се ни сеќава кога тие не биле политички лидери. Откако се родиле, тие се на тие позиции. Дали некој се сеќава кога беше лидер Бил Клинтон? Дали некој се сеќава кога беше лидер Џорџ Буш, Жак Ширак, Саркози? Чи во демократскиот свет така одат работите, кај нас затоа потешко. Оти очекуваме од исти луѓе, кои што во еден одреден период биле дел од проблемите, или во најблага форма не биле дел од решенијата на проблемите, сега очекуваме премногу од нив сите проблеми да не ги решат. Тие нема да ги решат тие проблеми. Меѓутоа, тоа е перспективно, на долг рок, како треба нашите општества да се позиционираат и да произведуваме ако сакате и политички школи и луѓе кои што ќе научат дека треба да се менуваат и дека нивниот рок на трајање на политичката сцена е пократок отколку што они се навикнати. Меѓутоа, тоа е перспективно. На краток рок, мислам дека сепак препуштена е, бидејќи зборуваме за конкретното прашање помеѓу Косово и Србија, дека сепак тие кои што биле директни актери во проблемите и судирите, дека ќе бидат дел од решенијата.
Ja sam uveden da će da se iznajde vrlo brgo rešenje na Kosovo i da će ga prihvati srpski narod. Nema šansu. Ajde, koje je rešenje? Koje? Znači, samo je način kako to treba da se plasira. Jer je više nevozможno. Na sitem je dozlogrdilo više ta tenzija. I na Srbite na Kosovo i na Srbite vo Srbija. Vučić jednaš javno reče, i to site znajeme, deka problem mora da se reši. Deka možno je da dojde i do razmena na teritoriji. Jeste bolno, jeste sve. Međutim, mora jednaš da se sedne. Po primjer na Zajev i na Cipras. Bolno je, ama ako sakate da ostanete živi, što se kaže politički rak dok ne zahvati celo telo, bolje da se jedan del Kako je Ilijevski prašak? Pa jedno se Zajev i Cipras, a drugo se Tači i Vučić. Ne znam da li me razvirate. Znači, osobi koji može da go rešat problemot i osobi koji nema da go rešat problemot. Distanca je golema. Дека не е мал фактор од тоа да имате од другата страна во преговорите човек кој е подготвен да разговара, да ти И Заев и Ципрас се спобија и изазва целата своја опозиција националистичка. Иво Грчка, што има многу јаки националисти, Ципрас имаше храброст огромна да се супростави на своите националисти, по цена да патне на власт го реши проблемот. Не му беше во прилог да се стави на една позиција на жешка столче и да го решава проблемот, иако знае да тоа може да го кошта политичка кариера. И се упушти во тоа и го реши проблемот. Je pobedi својата националистичка десница. Исто направи и Заев. И Заев и ден денес има многу непријатели, поготово од диаспора, кои ден денес не го признава дека проблемот е решен. Овој проблем во Македонија мораше да се реши. Добро, но тие и двајцата лидери, и Ципрас и Заев, сметаат дека решавањето на проблемот со името, напротив, може да им донесе пораст на рейтингот во нивните општества, затоа што се промовираат во некакви европски лидери кои што на еден мал Балкан успеваат да промовираат сосема нова политика, што ако народот ја препознае, е добро за нив, ако не ја препознае, веројатно ќе се соочат со последиците на изборите. Меѓутоа, ако ние денес ќе ги погледнеме работите внатре во Македонија, ние мислиме дека голем дел од јавноста смета дека нарушениот рейтинг на владата на Заев не е поради решениот спор со името, туку е поради други внатрешни проблеми кои што или е најмалку поради тоа, може. Именно. Токму тоа ми беше целта. За да постигнете договор, треба да имате подготвеност и од другата страна. Дали овие двајца лидери во Косово и во Србија се спремни на ваква проевропска политика, меѓутоа во реториката нивна тоа не го гледаме. Имено, тоа ми беше... За разлика од Заев и Ципрас. Значи, во првиот случај, Заев, Ципрас, имате подготвени двајца лидери, подготвени на таков чекор, дури, да речем, и по цена да ја загубат власт. Дури и по таа цена. Не мислам дека бил можен договор Заев-Караманлис. Или па ако е премиер од Златна Зора. Не можете да го решите тој проблем. Треба да се вистински момент и подготвеност од двете страни. Дали во овој момент има таква подготвеност во Белград и во Приштина, јас не сум сигурен, не можам да знам, но од реториката тешко дека може така да се каже. Бидејќи се тоа исклучиви практично позиции кои не знам дали ќе може да донесат договор, барем на некој краток рок. Ја денеска слушнав една интересна мисла од српски политичар, кој што рече што сме запнали толку за Косово, кога Источна Србија како територија може е поголема од самото Косово, меѓутоа нема луѓе. Празно. Е празно. Мислам дека времињата толку се сменија. Збориме за Вучич, неговите политички татковци знаеме како завршија со реториката и политиките кои што ги водеа. Значи и двајцата завршија во Хаг. Ја нема да верувам дека и он ќе заврши во Хаг ако не постигне договор, меѓутоа секако никаква придобивка за самата Србија нема да има. Значи, Србија тек треба да ги почне преговорите пристапни за Европска Унија и сигурно, мислам, ние имаме и званични изјави од големите сили членки на Европската Унија, како што е Германија,
не треба ни да сонува Србија за членство во ЕУ, се додека не го реши проблемот со Косово. И сигурно таквите држави кои што ќе инсистираат на решение на проблемот, уште повеќе ќе се зголемат. Притисокот ќе се зголеми и они знаат дека веќе се соочени од двете страни со ѕид пред себе. И факт е дека си ги подобруваат преговарачките позиции сега, меѓутоа исто така факт е дека на крај ќе бидат соочени со дадена рамка која што треба да се прифати. Поучени од искуството од токму пред 20 години на овој ден, кога требаше да се потпише договорот во Рамбује, во Франција, помеѓу Србија и Косово, странката што не го потпиша договорот ги влечеше и ги плати последиците од тоа непотпишување. Така што мислам дека тоа ќе биде сосема доволно собран за двете страни, дека во момент кога притисокот е максимален да се реши проблемот, или ќе го решите, или ќе си одите. Не можете да се судрите со целата меѓународна заедница. А сега е тој притисок и моментум за да се реши. Во неколку наврати Вучич го споменува и Груевски во своите настапи. Тоа е поради лично пријателство или повторно поради обидите да ја замајува јавноста во Србија со тоа македонско сценарио, Илиевски? Тоа има личен интерес и добри односи со Груевски, тоа е евидентно, мада е ирационално што и далje го поддржува кога во судски постапки више испливуваат сите тие, да кажам, лоши работи и криминални работи што работеше владата на Груевски, сите се више процесуирани. Едноставно, као да Вучич не сака да схвати дека тоа се случува во Македонија, као да нема информација што се е постигнато до сега во судските процеси. Чудна е таа поддршка што ја има оската Орбан, Груевски, Вучич, мада таа поддршка што ја има ВМРО и ден денес од Вучич е само поради негов интерес кој е од чудна природа. Значи, сака да дестабилизира регионот да би го дефокусирал својот проблем. Тој мора да свати дека мора да го реши својот проблем. Со тоа што ќе нападне Македонија дека овде е центар за рушење на српската влада и Србија, што е некоректно, не може Македонија да ја руши Србија. Апсолутно се оградуваме од тоа и поздравувам политика на Македонија да и после сите навреди, сите тешки говори на омраза во српските таблоиди, Македонија и далje пружа раката на пријателство кон Србија, што е единствено исправно и не реагира. За Кавгас секогаш се потребни двајца. Македонија се повлече од Кавгас со сите и со сите сака да биде пријател. Не разбирам зашто Вучич не сака да биде пријател со Македонија. Заедно лакше ќе го помогнеме и решиме проблемот и на Србија. Бишевац го објасни кога рече мора да се барат постојано некакви внатрешни или надворешни непријатели, а Македонија со жолтите комбиња е многу податлива во овој момент за едно такво Бившиот сценарио. председател Тома Николич рече ние нема да се силиме на една мала држава. Ја тоа го почитувам, али овој го прави тотално контра. Зашто тоа исто не го спомнува на Америка, на Француска, на Германија, на Турција, кои го признале Косово, него тоа му споменува сега на Заев, кој не беше во таа влада која го признала Косово, кој го промени тој став и рече дека си бидеме неутрални, да бидеме пријатели со сите. Има една друга теза, кога често пати кога зборувам со дел од моите колеги во Србија, велат не дај Боже Вучич да го реши Косово, остана на власт уште 10 години и тога што ќе правиме ние целото демократско општество кое што се бори за слобода, правдина демократија. Тоа е начин на перцепција на еден дел од јавноста, не велиме дека е тоа секако така. Особено не е дел што мислите, Бишевац? на експертската и интелектуалната јавност во Србија. Таа во овој момент хируршки прецизно го разобличува начинот на владењето на Вучич. И тоа токму преку непостојањето на институциите на државата. Мораме да сега, докрај да бидеме честни, Србија е држава со традиција. Таа имала вакви или онакви периоди во својата историја, но секогаш била држава и тоа мора да се признае. Таа знае како се функционира, кога функционираат институциите на државата. Во овој момент Вучич ги руши институциите на државата. Тоа е најголемиот проблем на Србија во овој момент. Имате една многу убава изјава практично на еден од водачите или учесниците на тие протести. Вика, подобро е да бидам граѓанин од трет ред
во некоја западна држава, отколку граѓанин од втор ред во сопствената држава. Тука е клучниот проблем. Не е проблемот на исилувањето на македонците, така, читајте и Србија, и Босна, и Црна Гора, и Косово, не се проблем само малите плати. Недостатокот на други клучни работи е немање чувство дека во оваа држава може работите да се оправат. Немате вистинска борба против криминал, не владее правото, имате ужасна корупција, имате лошо здравство, имате ужасна практично инфраструктура. Да не се лажеме. Да тргнеме од елементарни работи, од начинот на кој се однесуваме кон околината околу себе. Фрлането ѓубре на секој чекор од вас покажува дека вие се уште живеете на начин на кој во овој момент цивилизираните народи не живеат. Тие се далеку напред. Не затоа што се попаметни од нас, туку затоа што состојбата во оваа држава не се менува 27 години трае овој непрекинат процес на транзиција во која една гарнитура се богати, па после доаѓа период во која друга гарнитура се богати, па се враќаат. Другата гарнитура, значи, не е, еве и младите ќе ви кажат, не е само проблемот дали работа за 250 евра плата. Да, тоа е голем проблем. Меѓутоа не е тоа клучниот проблем кој ги брка надвор од државата. Ако гледа дека, ако немате пријател овде, онде или ваму, не можете да завршите ниту една работа. Суштината, не постои, не владее правото, немате... Што ако имаме слобода на говор, сега можеме да кажеме што сакаме против Заев. Тука ќе повикам, дали е проблемот дали менуваме нешто реклами, па се враќаме за Кусово студиото за да финишираме. По студиото на 24 отворено повеќе од час и 15 минути дебатиравме со Љатифи Илиевски, Милетич и Бишевац на тема регионалните прилики и неприлики по случувањата во Србија. Да видиме за што дебатиравме. Врло погрешни одлуки донесува опозиција и се понаша незрело. Значи, нема стожер, нема лидер, тоа се согласувам, лидер кој, како да ви кажем, кој не е извикан, лидер кој е чист. Желба да се остане на власта е да овој конфликт остане замрзнат како што е. И тоа се случува. Во моментот ми имаме замрзнување на еден конфликт, немаме решавање, само кулминираат проблемите. Кога велиме кој од кого е по-националист, треба да се пазиме, бидејќи секогаш има позади завесата некој кој што може да е поголем националист. Сега ние разговараме за кој го има потенцијалот и капацитетот да го реши проблемот. Клучна работа практично за еднината на Србија во овој момент, Вучич не дозволува воопшто да се најде пред пратениците за да се разговара отворено за сите проблеми за кои тоа решение би довело. Но тука веќе, пред малку Милетич кажа, тука веќе се гледа апсолутизмот, фараонското владење на Александар Вучич. Почитувани дискутанти, ви благодарам што бевте вечерва гости на Отворено на телевизија 24. Може би расветливме дел од овие прашања што се појавија во јавноста и што веројатно ќе не следат и во наредните месеци. Почитувани гледачи, останете со програмите на телевизија 24, следува филмска програма.